Добро ми дојдовте во новото издание на Оброкот на денот. Верувам и дека досега уживавте со оние прилики кои што ви ги понудивме, всушност преку содржини наши пријатели, соработници и некои нови луѓе кои што циркулираат денес на Телма телевизија. Тој е наш ветеран. Јас реков дека дефинитивно Телма телевизија е негова втора резиденција, вториот дом, и ако од нешто бевме поттикнати утринава да слушаме нешто од италијанската дискографија, тоа беше благодарение на за мене едно од моите омилени радиски уживања. Тоа е, ако не сте заборавиле да го уживате, можеби викендов Антена 5 радио, викенд изданието следува секако за некој ден. Меѓутоа, поттикнати, Ана Окса ја слушнавме утринава со Чанаја, една од темите од 98-та година и уживањето со некогаш Сан Ремо. Тој е истиот човек кој што го слушаме на Антена 5 радио, меѓутоа тој е истиот човек од кој што ги обсервираме сите овие теми апропо здравите навики. И во неколку прилики изминатива сезона, всушност како стартувавме во 2021 година, со Антонио Велковски, нашиот познат нутриционист, и неговото мени ајде да јадеме, многу често знаеме да говориме за качувањето на килограми, меѓутоа и намалувањето на килограми. Досега поминавме и низа теми кои што беа апропо празниците, всушност постите и така натаму. И сега кога во време на мнозинството, особено и кај жените или од светската популација, бараме некогаш ефикасен начин како да се справиме со вишок од килограми овој пат, се уште има луѓе кои што можеби ќе кажам сонуваат како пак да ги качат килограмите, меѓутоа на ефикасен начин. И може да има например неколку причини за ова. Говорам кога не можете да ги покачите килограмите, особено кај дамите, да речеме прекумерна слабост, да речеме што ги спречува да забременат, за жал понекогаш премала тежина и на мажите што сакаат да ја зголемат, да станат по-добри, по-снажни, што се вели. Така што неколку совети како на здрав начин да ги качиме килограмите ќе биде пропратена оваа убава тема со овој вкусен деликатес или леќа, салата од леќа од тегла. Тоа е кратко и јасно, она што ќе го проследите всушност ќе бидат и состојките. Меѓутоа Антонио вели има доста многу за објаснување за денешниот рецепт на утринската на Телма. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Знаеш како сме уживале викендов? Ме изненади со податоците за наукса, јас не ги знаев, да си запишам. Цело издание, викенд издание го уживавме со Антена 5 радио, особено во утринските часови кога често знаеш да си ја поздравиш слушателската публика широм Македонија, и ќе кажам дури недопрените точки на Галичица некаде перфектно се слушаше Антена 5 и супер ни дојде, да ти кажам, со играње јамп. И меѓу другото, додека ние правевме кулинарски вештини, не можам да кажам дека беа најздравите. Така се опуштивме за време на проложениот викенд. Меѓутоа испочитував нешто што да, знам дека испочитував нешто што ти го правиш, а тоа е дресингот кој што ти е многу убав пропратен дел за секој деликатес. Како си Антонија? Супер е на жешково време малку да дојдем тука, барем свежо е, за разлика од надвор. Да, тука е добро аклиматизирани се некако. Тоа што е спомна претходно салатата, зголемувањето килограми, кои луѓе најчесто не може да зголемат килограми, тие што помалку и забораваат да јадат. Инспириран сум од тебе. Од мене. И сега салатава баш ќе биде за во тегла да се подготви јадење, да се стави на телефонот аларм. Ремајндер. Да, еде така, и да не се заборави дека треба да се јаде, како што ти се случува. Ми се случува, морам да признам, и гледам дека многумина кои што имаат едно така широк опсек на информации дневно, работни активности, понекогаш забораваат да јадат и тук така ќе појдат некој ќоше, ќе се имат некој тесто и така натаму, а пред некој период морам да признам дека јас секогаш во мојот ладилник, фрижидер имам, да речам, оброци кои што понекогаш ги замрзнам, не можам да ги изедам сите. И пред некој ден мој пријател доаѓа и седевме на моја седенка и вели: "Каде ти е виното?" Велим: "Во ладилник", бидејќи го ставивме да се волади малку подобро. И тој вели: "Па ти имаш, човече, цела зимска ризница, вика, тука храна за цела зима. Вика, што не јадеш?" Го моментот. Значи го имам, го заборавам. Меѓутоа како и да е, убаво што може денес да ни дадеш добри навики или да го поделиме овој деликатес, или да имаме повторно здрави оброци во текот на денот. Ако не се лажам, тоа е тоа, така? Да. Што рече за зголемувањето килограми, најчесто луѓе нели забораваат да јадат, меѓутоа некои не можат многу да јадат. Па затоа треба некои помали, пофреквентни оброци на неколку часа, или да се оди кон храна, или некој не може да поднесе голема количина на храна во желудникот, па мора да најде некои начини што ќе придонесат
таа малку храна што ќе внесе да биде многу калорична. Например, со путери од кикирики, од бадем и од лешници. Баш масти да бидат пропратени или со додавање. Мастите се калориски згуснати, затоа ги спомнувам сега нели мастите, а не зафаќаат волумен. Може да се додаде малку повеќе масло и на тој начин ќе се зголеми нели килажата кај оние што над ако се јаде нели нормално над калориите што се потребни за опстојување, дневно опстојување, за одржување на килажата, така што малку понезабележливо затоа што најчесто луѓето што имаат проблем со килажата имаат проблеми со внесување голема количина на храна. Да, се сложам апсолутно и драго ми што потикнаш оваа тема и сега нели ти често знаеш да кажеш дека треба малку поголем внес на калории во текот на денот, да внимаваме во соодносот на хранливите состојки. Дури во една прилика ти кажа за оние луѓе кои што сакаат да покачат тежина, сепак мора да намалат и со можеби кардио вежбите ако се пропратени во текот на денот, доколку не постои можеби некаков симптом за нешто што е нарушено можеби во дигестијата или во наши биолошки секојдневни. Да, добро, некој можеби и од некои здравствени причини, не знам, целијакија или хипертироида и слично не можат да накачат нели килограми, меѓутоа зборуваме за релативно нели здрав организам. Да, генерално здрав организам. Најчесто пак ќе кажам луѓе што не можат многу да јадат храна, а и луѓе што забораваат да јадат. Замисли колку е тоа погубно, мислам да заборавите да јадете, тоа се случува често. Се случува, многу често се случува или во стилот ми се јадеше, ама не знам што да си направам, па си легнав да спијам. Значи комплетно прескокнат некој оброк. Знаеш како не се обрнува толку внимание на тие што сака да покачат килажа, затоа што нели идеалот на интернет е слаби тела, витки тела. Едно време кога се појавија Шакира, Бионсе, нешто рековме дека готово, крај. Да, мислевме дека тука закружуваме. Да, малку пополнички ќе дојдат во мода, меѓутоа кратко траеше и сега сите се слаби, сите се навежбани и некако никогаш не се обрнува внимание на овие луѓе што навистина сакаат да качат тежина, а исто голем проблем колку што тие колку и кај оние што сакаат да намалат на тежината. Кога ќе направиме некаков еквилибриум и покрај тоа што велиш да се јаде на некој секој 3 часа, сепак нели треба да ги понекогаш велиш ти и да ги пиеме калориите, нели? Да, тоа е најдобар начин. Да, најдобар начин како да речеме едно смуди, па на неколку пати да се испие во тоа смуди, ќе ставиме и овесни снегулки и некој путер од кикирики. Протеин од сурутка ако може. Да, протеин од сурутка може. Значи нешто што ќе биде понезабележливо, да се пијат калориите, да се јаде повеќе нешто, например мафини или слично што е со брашно, затоа што полесно се апсорбираат, полесно може да дојде, да речеме, на тој начин до користење на калориите и тоа се некои мали корекции што неосетно би придонеле за да се зголеми калорискиот внес, а при тоа нели да не се оптоваруваат, да не го оптоваруваат желудникот тие луѓе со премногу храна, нели морам цел ден да јадам, па после ми е тежина, па следниот ден воопшто нема да јадам. Што немаме ефект, нели? Да, често моја другарка знае да сподели нели кога некој е слаб, нели внеси калории и така натаму, ама дали баш ја го дискутиравме темата, дали лежи вистина во тоа дека ако нели често пати со тебе сме кажале дека 2500 кај маже калории дневно, ако јадеш да речеме над дозволеното калории, да речеме 3500, ни се качуваат веднаш килограми. Тоа треба еден долг период да биде така, значи конзистентност мора да постои за да тоа се постигне, да речеме. Така, меѓутоа има доста компензаторни механизми, нели постои таа set point теорија дека организмот секогаш се стреми кон една тежина што има избрано, нели, и секогаш дали е таа поголема или помала тежина, тоа не можеме ние многу да реагираме и точно е дека нели ние неколку дена ќе јадеме 3500 калории, а фактички тоа е некои 1000 калории над дневниот нешто ни е потребен. Меѓутоа ќе дојдат тие компензаторни механизми, па еден ден и воопшто нема да ни се јаде, ќе ни се лоши или не знам што. Организмот наш е многу паметен. И ќе се прекине, да речеме, тој процес. Да, единствено ако ние со сила сега нели секој ден јадеме и тоа е така многу долг период, тогаш неизбежно да се качат килограми. Меѓутоа организмот е доста паметен и знае како да компензира. Каква интелектуална машина сме, само да знаеме да искористиме да се слушаме интроспективно. Прво основно нема да не биде толку сладка храната кога неколку денови пред баш ќе се прејадуваме со многу калории. Како велат французите, се е во малата порција. Така е. Сега ние ќе направиме една
да, убава обемна трпеза, поточно со нели овие продукти, Да, меѓутоа само каде го- ова може да како затоа велиш ти салата во тегла со од леќа во тегла за да можеме да си го поделиме оброкот, така? Така, значи за да има готов оброк, сега и се продаваат, ми се чини вакви во тегла Да, се салати, продаваат салати, да. Да си наредиме една салата како оброк, стави ја во фрижидер, нели, и како што Јасно. кажев, подсетник на телефонот дека треба да се јаде Јасно. и ќе имаме готов оброк, не мора Да. да се мислиме во моментот што да јадеме. За прво ќе Доста почнам со продукти. дресингот затоа што мора на дното да биде дресингот. Овдека имам значи доматно пире, Така. тоа ни како основа. Често правиш зимница, да речеме, салцата ми е едно од најубавите, можеби, продукти. Повеќе жена ми е задолжена за тие работи. А Јас правите го- вака, да речеме, најубаво е кога нешто понекогаш од своја Да, бацаш. и тоа доста вкусно, некоја едноставна ја прави со брзо варење, така што О, супер, да. супер. Може да се стави најдобро да се стави сируп од калинки, го има во некој од нашите А ти маркети. спомена како алтернатива. Да, или да речеме сируп од урми може, јас ќе ставам балсамик сега во малку нели, затоа што не успеав вчера беше нели неработен ден. Неработен ден. Значи имаме тука доматно пире и неколку капки балсамико. Да. Тоа и ќе ставам малку сок од лимон, значи сега што му потребам балсамик нема да ставам премногу лимон за да не биде премногу кисело. Кисело, така. Само да проверам дека тоа беше. Да, уште масло ми треба. Ќе го Се земам. снаоѓаш? Да, ќе се снемам Да, некако. добро. Еве маслинова имаме да си додадеме во дресингот. Ете така, тоа е и лимонот го ставивме и само сол каде, не ја гледам тука. Еве некоја сол овде. Имаме така спектар од сол. Доволно е. Добро. Ете така, сега ова ќе Браво. го измешам и ќе го ставам на дното на теглата и ќе објаснам зошто задолжително мора да биде на дното на теглата. Чекај, да направиме вака кадар. Еве ќе се Како исправиме. треба вака. јас Вака ќе направиме. вака сега ова како ја редиме теглата. Прво го ставаме дресингот Баш ќе ми кажеш зошто. на дното и сега ќе гледаме следно ова ќе биде значи булгур. Булгурот како се вари, овде има Како некоја булгур. Ова е Јас фактички од дурум пченица, малку подсварена и се продава. Обично го има Булгур? Да, во Па турската слушам. кујна е редовно се користи, има ситна варијанта за ќофтиња, има покрупна варијанта како во замена за орис. Ако одиш во Аха. Турција на одмор, сигурно ќе ори најдеш. се искрено кога го биде. Да, значи замена за орис повеќе Богато протеинско? Па да речеме не, ова е сепак житарка, има помалку протеини, да речеме како ја споредам нели со мешунките. Меѓутоа е брз начин како да се искористат еве житарки во Јасно. исхраната. Еве ќе го ставам булгурот или може Интересно. орис, еве ако некој не успее да најде или киноа без разлика. Кои да речеме се бенефитите од конзумирањето на булгур? Булгур како и секоја житарка. Значи Така. ова е житарка. Значи дали јачмен пшените, значи тоа се тие хранливи материи. Житарката може би ова е некоја преработена варијанта, има и интегрални варијанти на булгур, што може би малку подолго се варат. Овој се вари 1,5 чаша со 2 чаши вода, некои 20 на минути на тивко и тоа е тоа. Значи вака Браво. на пабрува и А значи има и постои и интегрална. постои да интегрален булгур, може да се најде кој како сака или едноставно ако не може да се најде орис или киноа и готово. Може да биде добра замена. Да. Моето омилено тоа е леќата. Следно ставаме исто варена леќа, исто ја има пакувана сега во теглички, нема причина зошто да се избегнува. Браво. Ја редиме следно леќата. И вака имаме една убава комбинација овдека, Тоа сега што ќе секогаш ќе ставиме го советуваат нутриционистите, колку пошарено, толку поквалитетно. така, ќе ставиме и малку пилешко месо. Браво, досега не сме имале рецепт со тебе и пилешко, овој пат го користиме. Вака во комбинација. Добро. И сега многу е битно сосот да допира до булгурот или евентуално до леќата, да не допира до зеленчукот што ќе го додадеме, затоа што нели има масло, има сол, па може да го ужегне зеленчукот, а колку и да не може ќе треба одма да се искористи салатата, нели целта ни е да направиме салата за подолго време. За подолго време. Ако допре со дресингот, да речеме доматот или крставицата, ќе омекнат и нема да бидат вкусни. Затоа ги ставаме на горниот дел Така. од Да си салатата. пак да го доживееме тој свеж. Да, вкус значи на да се останат зеленчукот, свежи така. кога ќе ги складираме во фрижидер и веќе ќе се изладат и ќе биде баш убава салатата и сега наред се само да видам кромидот кај ми беше, ево кромидот. О, браво. Баш богата тегла да ви кажам. Како Така, го интересно. редиме кромидот, малку Баш ми века интересна хаос направи. комбинација денес од ајде да јадеме, мора да ти признам.
Да, еве сега и домат ќе ставам на коцки, може чери домати, нели за Не знам дали излезе на пазарот, меѓутоа нели познатиот јабучар, најбавиот можеби домат патиџан. Па има сега некои варијанти, Има. сега веќе полека почнува и цената да биде попристапна, Да ти кажам, па може да се опуштиме да се со вакви опуштиме салати. со дневни шопски, грчки или салатите кои што не Да, се затоа што едно некако време, секојдневни. да, краставиците колку беа до 100 до 200 денари. До колку 200 денари стигнаа. се сеќавам дека во зимските денови нели се обидувавме да правиме секојдневно различни рецепти смутија и така што се сеќавам се говореше дневна тема беше дека рипнала цената на краставиците и прав си, околу 200 денари чинеше и направивме не знам нека смути. И беше Јас гледав да ги избегнувам во салатите, искрено. Па добро, нели било дека и сезонски не се баш секогаш одам на препорачани. сезонска храна, да. Така што во текот на зимата не се препорачани сезонски краставиците, сега веќе ги имаме што велиш и ти по една подобра цена. Само да спомнам сега ова комбинацијава на леќа и на пилешко месо, нели и двете имаат доста протеини. Така? Баш како што нели затоа што доста често следам и доктори и странски диетичари и нутриционисти кои што даваат совети за исхрана, за подобро искористување на протеините, најдобро е преку цел ден добра една комбинација на растителни и животински протеини. И некако за тоа гледав да биде таква салатава, плюс кога се комбинира некој растителен извор на протеини, како што е нели леќата, Така? односно на железо сакав да речам, полесно искористливо е железото меѓу другите работи што може да придонесат е кога ќе се искомбинира со животински продукт. И во случајов нели леќата и пилешкото месо. Ова може да се замени на пример за вегетаријанци со јајце. Ке те прашав кој би било да речеме нели замената? За веганите би било со тофу. Нели во комбинација, да, и ќе биде по протеинско овлека, само што веганите ќе мора да внимаваат и малку повеќе со С витамин, нели да искомбинираат за подобра апсорбција на железото. Да, иако нели ти додаде можеби тука сепак лимонов сок, да, лимон, да. Може да се додаде и нешто пиперка, еве да речеме кога веќе го спомнуваме С витаминот. И една убава комбинација ќе се добие од салата со вкусови, а и не само вкусна, туку и ќе придонесе значи за вкупното здравје. За вкупното здравје, да. Еве краставички нема премногу да сечкам затоа што можеби нема да ни стигне место овде. Малку на покрупни парчиња. Интересно, ова е многу интересно издание на оброк на денот, мора да признам. Еве вака, сега ќе додадам. Ми даваше идеи како можеме практично да си се еве малку подготвиме за денот маслинки за повеќе вкус. Одлично. И малку зеленило ќе ставиме. Те прашав сега, која е совршената комбинација доколку конзумираме Макдоналдс, а која со што не треба да го мешаме? Макдоналдсот не верувам дека има некои ограничувања, само јас ќе ги предупредам оние кои што се со понизок притисок да не претеруваат нели со Макдоналдсот, посебно не со чај од Макдоналдс, затоа што сепак Макдоналдсот е диуретик и да не им наштети. Инаку Макдоналдсот супер би било ова во комбинација, пак ќе речем, со С витамин, да се искористат неговите хранливи материи. И еве ние салатата, ја затвараме, нели сега јас ја окупирав овдека. Одлично. Ја зафатив го зафатив капачето, инаку вака затвараме. Ова оде во фрижидер. И сега како доаѓа нели време за ручек. За ручек. Да, не подсетува телефонот дека треба да јадеме, дека сме алармот, да. Не подсетува. И ова салата веќе подготвено од ноќта или нели во текот на утото како сте го направиле. Како што е распоредено и само ја истураме во ова, нели? Браво, Антонија, и да ти кажам сериозно, сосот доаѓа. Некогаш треба некој да те подсети на нешто, така што Тоа е едноставни се работите. Да. Сосот доаѓа во горниот дел, ќе ја измешаме и веќе имаме салата и готов оброк што со сама содржајани може да засити. Да, можеме сега да ги прикажеме и со стојките, салата од леќа во тегла, веќе ги имате испишано. Малку хаос направив тука, ама салатата ова е најбавиот хаос. Повторно, дај Боже секогаш да имаме хаос во кујна. И на крајот, она што е најважно, нели можеме од згора повторно се ставиме дополнителен дресинг доколку сакате. Може, да, може и некој лимонче плюс уште да се додаде и така. Значи баш брзински оброк подготвен од претходниот ден. Штом немаат контакт зеленчуците со дресингот, може да стојат во фрижидер, да, и да нема проблем, значи да не им се смени вкусот. Одлично. Ако
најчесто можеби нели како нутрициониста и последниве години па и емисиите кога ги нели со тебе реализираме, често знаеш да ми кажеш дека нели луѓето се јавуваат со секојдневни различни здравствени нарушувања за жал и лоши здравствени навики кои што некогаш самите сами си придонесоме сето. Колку од клиентите твои сега постари сега што ги имаш и нели во иднина кои што ќе ги имаш се соочуваат сериозно за да сакаат да покачат килограми? Дали ги има во голем процент? Јас искрено многу ретко сум имал за луѓе што сакаат да покачат килограми. Пак ќе речам веројатно затоа што кај нас се сваќа дека нели таа тенка фигура секогаш е најздрава, што не е случај. Најприфатлива, да, што не е случај. Ретко доаѓаат луѓе, меѓутоа доаѓаат сепак и луѓе што сакаат да покачат килажа. Искрено како да кажам сега, најлесно, не е туку најинтересно кога немаш никакви ограничувања да составиш мени. Да речем едноставно уживање, затоа што разновидна храна може, јас за секого гледам да има разновидна храна, меѓутоа посебно за тие што сакаат да покачат килограми, може малку поопуштено да се оди со рецептите. Би сакал понекогаш вака да си правиме некои кулинарски интермеца, ова ми даде многу добра идеја висна како да си ги одредам оброците и еве, баш следниот период кога нели сме зафатени со работа. Само ако се пожелиш дека немаш време да направиш една ваква салата. Срамота би било да се пожелам со оглед на тоа до сега што го прикажа на Телма телевизија изминативе сезона и изминативе 9 месеци. Многу ти благодарам што и денес пристигна. Голем поздрав и до колегите до Антена 5 и секако не заборавајте да си го комуницирате Антонио Велковски, го имате на Инстаграм, секако неговиот пост, поточно блог, неговите постови се исто така едни од почитаните периодов. Појдете, освен тоа што може да прочитате нели за здрави навики, ќе си најдете на некои добри рецепти кои што и другото може да ги представиме прв пат примерно на Телма телевизија. Има од се по нешто. Се гледаме секако повторно за 2 седмици, од сега се најавуваме една средба на Телма телевизија и се надам дека еве барем до крајот на оваа сезона Антонио ќе понуди уште неколку убави специјалитети од ајде да продолжуваме сутринската.